7 кандидати официјално влегуваат во председателската трка. Од 15 претенденти, 7 ги собраа потребните потписи, до рокот кој истече на полноќ. Кандидатите веќе ги исцртаа контурите во кој правец ќе се движи реториката. Единство и одбрана на националните интереси, влез во ЕУ или излез од НАТО, лов на руски шпиони, да добиеме нов татко на нацијата и армија вооружена до заби. Гордана Силјановска-Давкова, која ќе се трка да биде првата дама председател, повика на единство, надпартиско однесување и да се заборават разликите кога се работи за државни национални интереси. Стево Пендаровски уште пред да почне кампањата удри кон своите политички противници во стилот само да не се врати ВМРО. Покажав тамо дека пратеникот може да ги представува граѓаните и да гласа по сопствено уверување. Неколку пати гласав и поинаку од пратеничката група. Имаше разбирање за мене, го ценеше тоа. Се обидов да делувам просветителски. Која е алтернативата на оваа политичка структура? Алтернативата е третиот ешалон на диктатурата на Груевски. Корумпирани и криминализирани поединци, уште во негово време, кои само затоа што правосудниот систем не сакаше, од различни причини, да ги однесе во затвор, и денеска ни продаваат политика и памет дека тие се најдобрата политичка опција. Кандидатите на албанската заедница главно се фокусираат на националистички барања. Бујар Османи, освен што ќе ловел руски шпиони, бара следниот председател да се бира во собрание. Неговиот ривал, Арбен Таравари, дополнително бара промена на уставот во однос на јазикот. Уставни измени кои што ќе подразбираат дека таткото на нацијата, односно председателот на државата, ќе се бира со консензус. Дојде време државата да има председател албанец, не технички, туку вистински. Кандидатката на Левица ветува дека Македонија ќе сврти нова страница. Максим Димитриевски зборува за вистинска промена на политичката сцена, а Стефчо Јакимовски ќе се фокусира на борбената подготвеност на вооружените сили. Еднаш ќе ви кажам, јас не мислам само да учествувам, и она мото доволно е да се учествува, не мора се победи. Ако сум се нафатила, верувајте дека честно ќе се борам. Земја во која нема да е важно дали си од ова или она етничка заедница, дали припаѓаш на една или друга политичка партија. За мене најбитното прашање се вооружените сили на Република Македонија и безбедносниот систем. 10.000 потписи се покажаа како недостижна бројка за Мерсиха Смаиловиќ, Вело Марковски, Ѓорги Манасков, Зорица Цветковска, господин Поповски, Гоце Ристов и Драган Николовски. Ждрепката на редоследот на кандидатите ќе биде направена на 28 март. Првиот круг е на 24 април, а вториот заедно со парламентарните на 8 мај.